Ситуацијата во судството и во обвинителството за премиерот и владата е состојба на невладење на правото, а тоа според Христијан Мицкоски е безбедносен ризик за државата. Со ваква констатација премиерот излезе од средбата со претседателката на судскиот совет, Весна Дамева, една од институциите за која тој и неговата партија притискаат да бидат распуштени. Мицкоски денеска беше јасен и по состанокот со Дамева останува на позицијата дека судскиот, но и советот на јавни обвинители треба да се распуштат. Ако немате владење на право, ако немате правна држава, ако имате високо ниво на криминал и корупција, тоа е безбедносен проблем. И тоа не сум го кажал само јас како политичар, тоа го кажале многу поискусни политичари од мене. Ние како влада, по устав и по закон имаме основна задача да ја заштитиме државата и граѓаните доколку се појави безбедносен проблем. За нас, невладењето на правото, криминалот, перцепцијата за корупција, елитите, се безбедносен проблем за нашата држава. И ние како влада мораме да реагираме. Ова е период кој ќе го поминеме во собирање на предлози, на идеи и потоа ќе излеземе пред јавноста со конечна позиција за тоа како ги гледаме реформите. Нормално, ние се стоиме, повторно ќе кажам, на нашиот став за распуштање на тие институции за кои што зборуваме целиот овој период. Не очекуваме брзи резултати, но очекуваме напредок. Од Дамева, која не беше присутна на пресконференцијата, Мицкоски, како што рече, чул повеќе идеи и иницијативи за подобрување на ситуацијата, кои заедно со сите други ќе бидат разедувани во надлежниот ресор правда. Денеска во детали не се навлагало. Според премиерот, бадијала ќе биде носењето на најдобри можни решенија и закони ако нема вистинска волја за нивна имплементација во практика. Многу едноставно. Треба да се обвинува по закон, да се суди по закон. Врховен судија и председател на Совет на јавни обвинители се дел од коруптивен скандал со парите во рака. И се спогодуваат. Има ли поеклатантен пример на немање на правна држава? Што дека имаме ние Осенска мисија, што дека имаме ние 40 препораки, што дека имаме брилјантни закони или устав или веќе не знам што. Кога тие кои што тоа треба да го имплементираат, не го имплементираат. Многу едноставно. Мицкоски тука мисли на оценската мисија на Европската Унија, која по серијата скандали во судскиот совет беше во земјава и на крајот на минатата година објави 40 препораки за подобрување на состојбите во правосудството. 17 од нив се во доменот на самиот судски совет и може брзо да се имплементираат, додека за останатите 23 неопходни се уставни и законски измени. На идејата на владеачката ВМРО ДПМН за распуштање на судскиот и советот на јавни обвинители се спротистави меѓународната заедница. Европската Унија преку својот амбасадор во земјава порача дека мора да има суштински реформи во делот на владењето на правото и во судството, но не на таков начин. Слична беше изјавата и на американската амбасадорка Анџела Агелер, која рече дека се потребни реформи, но и дека секоја реформа, вклучувајќи го и судскиот совет, треба внимателно да се направи. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.